Енергетска транзиција, инвестиции во обновливи извори, финансирање во енергетски еколошки проекти. Ова се само дел од темите на 14-тиот глобален форум за одржлива енергија кој за прв пат се одржува во Скопје. Премиерот Мицкоски вели дека енергетиката е високо на државната агенда. Таа според него не е само техничко прашање, туку национален приоритет и државна стратегија. Тој истакна дека државите мора да станат енергетски независни. Тоа што порано значело сигурен снабдувач со енергенси, сега значи флексибилен систем, отпорен пазар и чисти извори на енергија. Секоја нова технологија што ја воведуваме, секој киловат што го произведуваме без загадување, тој е чекор кон економија што ќе ја напојува иднината. Нашата цел не е само да ги исполнуваме меѓународните цели. Нашата цел е да ја создадеме економијата на иднината, интелигентна, дигитална, зелена и отпорна. Дозволете ми да бидам јасен. Ние не бегаме од транзицијата и модерните времења. Одиме натаму со визија, знаење и партнерство. За министерката за енергетика Сања Божиновска иднината е во диверсифицирани, одржливи и сигурни енергетски решенија. Таа вели дека енергијата мора да ја користиме паметно, за да се постигне стабилност во снабдувањето дури во несигурни глобални услови. Таа потсети дека Македонија интензивно го гради интерконекторот со Грција и со Србија, инвестиција што ќе ги снабди граѓаните и бизнисите со газ, но и ќе обезбеди буџетски приходи од неговиот транзит. Ниту една земја, колку и да е голема, не може сама да се справи со климатските предизвици. Но заедно можеме да изградиме посигурни, поотпорни и почисти системи. Нашата улога како министри и лидери е да создадеме услови оваа транзиција да биде фер, одржлива и инклузивна и да се погрижиме никој да не остане за нас. Ниту една земја, ниту една заедница. Главниот град собра над 600 чинители во енергетиката на меѓународно ниво, кои треба да дебатираат за конкретни чекори и мерки како да се елиминираат загадувачките извори на енергија, како на пример јагленот и како повеќе да се инвестира во обновливи извори. Предвидени се и повеќе билатерални средби за договарање конкретни чекори за регионална соработка.